За да повикате на референдум, треба да имаме јасна слика што бараме ние од референдум. До сега партиите и ВМРО и СДСМ, сите нивни политички агенди во овие 35 години се заснуваат на тоа дека националниот интерес е Европската унија. Зошто пред да ги правеа тие програми не го прашаа народот? Зошто токму сега? Тоа е под број 1, под број 2. СДСМ беше на власт и имаше еден горчлив проблем, тоа беше францускиот предлог, кој го протна без да распише референдум. Значи, воспостави обврска на ово општество и оваа политика и секој една влада да спроведе нешто без да го праша народот на референдум. Референдумот има своја законска процедура, за прашањето се уште е рано, тоа може да се калкулира, да се шпекулира, да се кажуваат. Добро, но треба. Меѓутоа, баш како предлози, има време за такво нешто. Предлог. Доволно е што имаме сега еден таков предлог. Официјално. Предлогот за референдум, кога ќе го поставите, тоа значи дека му давате простор на гласачот, на македонскиот гласач, граѓанин и граѓанка, да одлучат за клучно прашање во државата. Условно кажано, мудри и зрели политичари, одговорни е клучниот термин, треба да седнат на заедничка маса и да направат национален консензус како визави таа состојба во која Македонија се наоѓа исправена пред незините блокирани евроинтеграции треба да се надмине, односно во најмала рака е потребно ние да имаме на дневна основа обвинување меѓу политичките елити, меѓу власт и опозицијата